Што се однесува до буџетот, тој е предимензиониран. Буџетот кој што деновиве во јавноста како информација се соопштува, не соодветствува на реалната економска состојба на државата, предимензионирани се расходите и веќе во првата година практично владата го кршила правило на буџетскиот дефицит кој што претходно со законот за буџет го усвои парламентот, односно е поголем од 3% како што е таму дефинирано. Со тоа уште еднаш го покажуваат својот лажлив карактер. И она кое што исто така сакам да кажам е дека користат иста реченица, односно исти два збора, тоа е златното правило. Познато како златното правило. Минатата година истиот овој Бесими која го најавуваше буџетот за 2022 година ги користеше двата збора златното правило. Кога велиме двата збора златното правило, тогаш тој го поврзуваше со капиталните инвестиции и најпрви најави рекордно ниво на капитални инвестиции, 38 милиарди денари, за со ребалансот ги намали на 32 милиарди денари, а ако го видите пресекот на моменталната состојба на капиталните инвестиции, ќе видите дека таа бројка е околу 14 милиарди денари. Значи, тоа е невозможно сега за 2 месеца 18 милиарди денари да ги инвестира во капитални инвестиции. Истото сега го најавуваат за до година. Со истите зборови, само сега тоа го прави Ковачевски, вели златното правило при капиталните расходи и сега најавува не 32, не 38, 49 милиарди денари. Но тоа е повторно уште една лага, истата манипулација како и минатата година. Треба да кажат јасно и гласно на граѓаните дека буџетот е наменет исклучиво за крадење, бидејќи таа е последната година, последните месеци од тоа да бидат тие власт во Македонија, но не треба да заборава дека следната влада ќе повика на одговорност и нема да биде едноставно туку така да ја напуштат владата, бидејќи ако мислат дека вака рекордни расходи ќе ги крадат во договори и тендери со 4 очи, тука се лажат.